Почитувани гледачи, добар ден. Време е за најновото издание на Отворено студио на телеканал А1, во кое денеска со нашиот гостин Томе Даневски разговараме за бодибилдингот како спорт и се што е поврзано со него. Господине Даневски, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Ви благодариме. Еве, кажете ни за почеток, од кога активно почнавте да се занимавате со бодибилдинг и од каде страста токму кон овој спорт? Вака, јас со бодибилдингот првите почетоци ги направив многу одамна. Тоа е далечата 84-5 година. За прв пат во тогашни прилики ги немаше денешните социјални контакти и мрежи. Стапив во контакт со некои литератури од Петар Чели, кој до денес е активен. Се испровоцирав, се мотивирав, имав желба за да отпочнам со тој спорт. Во тој период во Радовиш се отвори и првиот бодибилдинг клуб. Појдов и барав да почнам со спортување. Ми беше укажано дека заради мојата возраст и бев многу ситен, слаб, млад дечко, не ми потврдија дека можам да отпочнам, меѓутоа после моја упорно настојување од неколку недели, сепак, значи, тогаш се моите први почетоци, запознавање со суштината на бодибилдингот, никулците. Знаете, во тој период многу тешко беше да се дојде до податок, до информација, до едукација. Сепак е ова спорт кој бара познавање, суштина од повеќе области, значи не е само физичкиот пристап на кревање на тежина, тука потребно е да се познава храната, потребно е да се познава системското пристапување на тренинг за да се избегнат повреди, значи соодветно загревање, соодветно распоредување на концептот на тренинзи, неделен распоред на тренинзи и сето тоа вклопено во една целина, носи прогрес и резултат. Значи, моите први почетоци се далечната 84-5 година, после што следуваше период на моја активно учество на неколку надпревари од тогашните југословенски рамки, на кои имам забележителни резултати во тогашните простори, за да 88 година бидам вице шампион на Македонија во мојата категорија. И после студиите, во периодот кога се запишав на првиот факултет што го завршив, се, да речем, преориентирав во инаков спорт, односно втор мој спорт се боречките вештини, тренирајќи го каратето во рю стил, па кунг-фу джит-кундо техника во тој период. После студиите рекреативно си спортував фитнес, имав сериозни работни ангажмани во Рудник, во ЕСМ, во Републичкото собрание. Тој период не можев посветено да бидам редовен во спортувањето, меѓутоа последните 4-5 години сум активен, прогресивен во пред се истражување на исхраната, диететиката и повторно моје враќање во спортов, што резултираше со моје активно учество во репрезентација и носење резултати. Така. Ајде најпрво да ни кажете за вашето учество на Европскиот бодибилдинг и фитнес надпревар кој се одржа во Будимпешта и ако не се лажам, вие се квалификувавте во првите топ 10 во Европа, па еве да ни кажете подетално околу тоа како поминавте таму. Значи, тоа е организација на Интернационалната бодибилдинг и фитнес федерација. Македонија беше представена со 8 надпреварувачи, од кои 2 беа од женскиот пол, останатите од машкиот. Бевме многу успешна репрезентација на европско ниво, можем да потврдам, многу сериозна и јака конкуренција. Јас бех представник во конкуренција Masters over 40, односно категорија во која се партиципиенти, учесниците над 40 години. Меѓутоа, во истата таа категорија, тие учесници беа пријавени и во претходни полутешка, средна, тешка категорија и всушност победниците и од претходните категории беа во мојата категорија и можам да потврдам дека се работи за една од најголемите конкуренции и баш ради тој аспект што рамо до рамо со сите шампиони сум задоволен што јас како
представник, односно репрезентативец од македонската репрезентација, успеав да влезам во првите топ 10 на европско ниво. За мене е тоа лична сатисфакција после овој период што сега го зборуваме на моје спортување и пред се сепак мислам дека е достојно представување на државата. За една личност да се занимава професионално со овој спорт е важна исхраната исто колку и тренинзите. Но еве ние прво ќе почнеме од тренинзите, па да ни кажете како тренирате, колку пати и како еве се одвива, дали имате некоја програма за тренирање или... Вака, значи, тренингот во овој спорт е разностран. Од аспект на тоа кои се потребите и каква е моменталната ситуација. Значи, еден е концептот на тренирање и подготовка за надпревар, друг е на меѓупериод, а трет е за стекнување на маса. Ако зборуваме за периодот на подготовка за надпревар, тоа е период кој многу бара, во смисла голем ангажман, големо самоодрекување, преголема дисциплина, многу време проведен во тренинзи. Кардиотренинзите, што значи аеробичните вежби, како што е возење точак, џогинг, трака и слично, се неминовно присутни ради подготовките, односно добивање на дефиниција, топење на масните наслаги, така да еден таков ден како тренирање отпочува со 1 час возење статичен точак, после што следува попладневен тренинг со тежина и кардио повторно, и вечерен тренинг од 20 часот, барем во мојот случај беше уште еден двочасовен тренинг, така да вкупен временски тајминг во еден ден е околу 4 па и до 5 часа активно тренирање, распоредено во 3 групи на тренирање. Мускулните групи се поделени на распоредени во 3 дена, од кои првите 3 дена се насочуваат базични вежби и активирање на поголеми тежини во вежбањето, со што се провоцира и задржување и иницирање на мускулна маса, а следните тренинзи се изолирани вежби, користење на комбинирани суперсетови гигантски серии, односно помали тежини, без паузи, промена на неколку вежби во еден пакет. Тие се претежно за дообликување и за иницирање на чистотата, односно добивање на дефиниција. Сето тоа во пакет со исхраната, која ќе споменеме, носи и дава резултати, нели, во поглед на стратегијата која се поставува и очекувањата кои се пред нас, односно предизвикот за кој очекуваме да биде остварен. Така, но еве колку е важно и личноста да биде физички издржлива и здрава за да може да се занимава со бодибилдинг? Јас тука обратно би поставил колку бодибилдинго е важен за личноста да биде здрава и да може да продолжи со спортување. Значи, фитнесот воопшто влијае на иницирање на здравствениот концепт, односно целина на организмот. Јас лично во периодот од многу години, во кој абстинирав од спортот, здобив здравствени проблеми. Меѓутоа, со моето сега, пред 4 години повторно враќање во спортот, ги надминав тие здравствени проблеми, што беа провоцирани од тахикардија, од хипертензија и некои слични последици на денешнината. Меѓутоа, спортувањето, заедно со здравиот концепт на исхрана, зашто сум и основач на Easy the Life како концепт на здрав живот, и здравата суплементација како тројна активност мене лично наметна продукт да очекувам, не само да очекувам, него да здобиам и здравствена стабилизација, значи ги надминав сите тие тегови кои претходно ги имав и сега на моја возраст, што не можам да се пофалам дека сум некој млад поединец од 20 некоја година, него сега ќе наполнам 47 години, сум енергичен, здрав и способен 4-5 часа на ден да можам успешно да тренирам. Значи, не станува збор дали ние треба да бидеме здрави и издржливи да спортуваме, него обратно треба да спортуваме за да останеме здрави и издржливи.
таа е филозофијата, не само фитнесот, односно бодибилдингот, било кој спорт носи добробит за нашиот здравствен систем. А особено ако спортот го ставиме во функција паралела и заедништво со здравата исхрана, со надминување или избегнување на пороците, што значи што наметнува зависност како што се алкохол или да не зборувам за наркотици и нешто слично, значи здравиот пристап, филозофијата на живење основана на спорт и здрава исхрана неминовно е да доведе до една здрава целина, една здрава личност, пред се од физички аспект, физиолошки, па и емоционален и карактерен, затоа што за да го оствариме се тоа за кое зборувам, треба човекот да има изградено лични принципи, карактеристики, значи карактер на дисциплинираност, на одговорност, на справедливост кон одредени нормативи и потреби, за да таа дисциплинираност и активирање, односно реализирање на задачите, ќе речам, односно врските кои се наметнуваат, да резултират со резултат кој е во очекување или кој ни представува цел кон која се стребиме сите ние. Така. Кои се предностите, а кои се негативните страни од овој спорт? Предностите се многу, ако имате време, може да зборуваме до вечер. Негативните страни јас не ги познавам. Значи, ако зборуваме за предности, ќе се обидам да не се повторувам со досега кажаното. Значи, овој спорт влијае на иницирање на карактерни принципи. Значи, за да бидеш успешен, па и не зборувам за надпреварувачки карактер успешен, него да бидеш успешен спортист од аспект на остварување на личните цели и потенцијали. Не е само надпреварот и такмичењето, него некој сака да ослаби, некој сака да има релативно солидна конституција изградено, мора да се наметне карактерна особеност на почитување на дисциплина и спроведување на известни начела. Значи, овој спорт наметнува карактерна особеност на одговорност. Тоа е немала предиспозиција, односно немала добивка која ја добиваме за оние луѓе кои сериозно пристапуваат со упражнување, односно со користење на фитнесот. Втор елемент кој сакам да го потенцирам како продукт на добивка е насочувајќи својата енергија кон остварување на конкретната цел, мора покрај фитнесот и редовните тренинзи да бидеме одговорни и према исхраната. Одговорноста према исхраната ни наметнува ситуација во која треба да се храниме здраво, треба да имаме соодветна програма. Јас изработувам и програми за исхрана. Значи, соодветната програма или начин на исхранување кој води во функција на прогрес во спортот, наметнува прогрес и во личниот здравствен потенцијал. Односно, моменталната здравствена состојба се стабилизира, се зацврстува и имунитетот се зајакнува и покрај физичкиот елемент кој води да бидеме приметени во средината како спортисти, здравствените проблеми не помалку значени за секој од нас се неминовна добивка од овој спорт. Негативни последици на вистина сум искрен, меѓутоа не можам да посочам, можам само да споменам дека стари уверувања дека билдерите кога ќе останат ќе виси се на нив или преголем напор влијае негативно на кардиоваскуларен систем или нешто слично, според мене не важат, се додека пристапот во спортот е контролиран, стручно пратен. Нормално, без разлика на возраста на спортистот, има принципи кои треба да бидат запазени, односно правила во спортувањето кои треба да бидат почитувани. Така. Колкава мускулна маса може да издржи човековото тело, односно еве срцето, и колкав напор всушност, бидејќи и сам рековте дека бара овој спорт интензивни тренинзи со различни вежби за цело тело? Значи, колкава мускулна маса треба да издржи организмот, нема пишено правило, а се препорачува за еден успешен спортист да има мускулна маса
околу 10 килограми над бројката од висината која има. Односно, за еден спортист, зборуваме од машки пол, ако е висок 180 сантиметри, за него задоволувачка мускулна маса е 90 килограми. Зборувам за мускулна маса прочистена, значи не зборувам за масивни бодибилдери кои имат многу масни наслаги на себе. Значи, прочистена мускулна маса, 10 килограми над висината е сосема респектабилна. Краен лимит нема, меѓутоа, ако зборуваме за краен лимит на мускулна маса, тогаш тука неминовно доаѓаат и хемиските додатоци, да ги споменеме, што значи анаболички стероиди и други хормонални додатоци, за да се надмине граничен, односно природен лимит. Меѓутоа, тоа е нешто кое јас лично не го препорачувам и не е во функција на развој и на спортот и на здравјето. Значи, младиот човек треба да ги користи личните потенцијали, да ги користи максимално хормоните кои тој ги поседува, а преку спортот има многу вежби и преку исхраната, меѓутоа особено преку базичните вежби од спортот се иницира хормонално балансирање и не само балансирање, него иницирање и на тестостеронот и на хормонот на раст, што доведува до една здрава конституција. Инаку природно е да еден човек со тек на времето, особено кај машката популација, после 30-та година, со секоја година ни паѓа нивото на тестостерон. Спортот е тој кој повторно иницира одржување во едно повисоко рамниште за разлика од луѓето кои не спортуват. И сега има тука и други суплементации што може да бидат употребени, меѓутоа сите тие ги ставам на страна, не ги ставам сите суплементи во рамките на стероидите, односно анаболичките хормони, затоа што сепак тоа е нешто што не е препорачливо и што носи контраефект и за здравството и за самиот спорт. И не само за овој, во сите спортови. Од колкова возраст може една личност да почне да се занимава со бодибилдинг, зборувам и за машки и за женски, и дали еве постои некаква разлика помеѓу машки и женски бодибилдинг? Значи, возраста е во принцип зависи со кој пристап на тренинг се почнува. Значи, може и многу помладо дете да почне со фитнес, помладо дете да речеме и на 10 години. Меѓутоа мора крајно максимално контролирано да биде пристапено кон неговиот развој во фитнесот. Инаку, реално, за класичен фитнес и бодибилдинг, моја препорака е после 14-15 година да се почне младиот човек, кога веќе скелетната мускулатура се оформува, скелетната структура се извина, мускулатурата веќе е во фаза на развој и тогаш со иницирање на тежинските вежби преку фитнесот се доаѓа до иницирање на мускулите кои физиолошки наметнуваат сигнал на мозокот да го активира процесот на анаболизам, што значи да носи, фигуративно ќе речем, цигли на местото кај што се осеќа теретот, за да се направи поголем мускул. Односно, да се иницира протеините, кои се градивни елементи, да со тренингот претходно инициран му носат на мускулот протеини за да може тој да се развие, за да обстанува и да може да го сноси тој терет кој со тренингот му е наметнат. Досега спомнавте неколку пати за исхраната и за тоа колку е важна заедно со тренинзите за бодибилдингот, па еве кажете ни што се вклучува исхраната за бодибилдерите и сите оние хемиски додатоци во исхраната или како и да се нарекуваат, колку се штетни, дали треба да се внесуваат и еве дали има некои негативни, кои се всушност негативните последици од нив? Само пред да продолжам со вашето прашање, во момент само ќе се навратам на претходното прашање, не ви одговорив за машкиот и женскиот бодибилдинг разликата. Значи, разлика во суштина нема меѓу машката и женската популација, пристапот на тренинг е ист, нормално тука е разлика во тежината и моје преферирање е женската популација повеќе внимание да обраќа на аеробичните вежби во комбинација со тежинските. Разлика се постига со
ќе речам мајката природа. Сепак хормоналниот баланс кај жената и недостигот на тестостерон, колку и да жената активна со фитнес и со тегови, не може да направи тело како оние што ги гледаме на медиуми, жени со таков степен на развој, без додаток на хормони, односно стероиди, тоа не е возможно. Значи, било која жена, колку и да вежба фитнес, не може да ја напушти женственоста. Тоа е природен процес и мислам дека само добива женската убавина. Тука би сакал во овој контекст да напоменам и разликата во класичниот аеробичен пристап, дали во пилатес или аеробик, е анаеробично вежбање кое влијае на известно уцврстување и на трошење на калории, меѓутоа со фитнесот се иницират одредени мускули за кои жените сакат да бидат доградени, да речем, односно изградени на основа на нивната перцепција на видување. Тука тежинскиот тренинг е поефективен за изградба на мускул. Односно, најголем мускул во телото е глутеус. Глутеусот не може со класичен аеробик да добие на целина, односно на маса, на облик, без тежински оптеретување. Затоа комбинацијата е нешто што го препорачувам и за жените. А во поглед на второто прашање беше за суплементацијата и исхраната. Суплементацијата е потребна, а не неопходна. Значи, битно ли е на нас исхраната да резултира со соодветна хармонија и поставеност на нутриенти, белковини, јаглехидрати и масти. Суплементите кои надворешно се примат се дополнување на евентуален недостаток во исхраната. Whey протеин е во суштина хидрирана сурутка или цвика народно речено и многу луѓе, ама гледај го, тој зима протеини. Значи да не ги мешаме протеините кои се во продажба со анаболичките стероиди. Протеинот кој е во продажба во суштина е дехидрирана сурутка, односно цвика, значи сурутка во прав, преработена whey, за да се надополни таа граница, односно лимит потребен од 2 или 3 грама по еден килограм телесна тежина. Значи, whey протеинот, БЦА, креатин, тоа се според мене препорачливи суплементации, кои немат никакви здравствени нарушувања и лично јас ги преферирам дека може да бидат користени. И на моите деца не ги забранувам ако сака да ги користат. Значи тоа е буквално природна база на суплементација. Има средства кои на природна база, сега дали се викаше мечкина шепа, не знам, тревка, која е најквалитетна во Бугарија, е основа на продуктот Трибостер или Трибестан или Трибулус, повеќе има тој препарат, кој влијае на природен начин да го зголемува тестостеронот кај мажите. И тоа е нешто што не сметам дека го нарушува здравствениот концепт и дури и го препорачувам, особено за повозрастните спортисти. Па и луѓе што не спортуват, секој природен пристап во стабилизирање или подобрување на состојбата во организмот е за почитување. Исхраната сама по себе е факт дека колку и да еден спортист вложува труд во спортувањето, без соодветна исхрана не може да има соодветен резултат. Затоа е битно да се познава исхраната, да се знаат кои нутриенти, на кое растојание, со која комбинација и која количина треба да бидат примени. Значи, јас изработувам програми и моите програми се содржани баш со конкретен концепт во распоредени по час, а претходно направени на основа на показатели од body mass index, базалтен метаболизам, ДЦИ, што значи се прави просметка колку калории му треба на еден организам за да го задржи актуелното ниво и од тој показател потоа со пресметка се прави распоред на оброците во кој во зависност од желбата дали поединецот треба да
ослаби, дали треба да постигне повисоки спортски резултати, дали да се дефинира, дали да качи на чиста маза, се прави комбинирање на оброците и сето тоа води кон едно здраво остварување на целта. Значи, покрај физичкиот аспект на остварена цел, добиваме и еден продукт, што значи здрава личност, со здравствени изградени темели, да речем, на личноста, со здрав физички концепт и пред се со урамнотежен карактер, со самодоверба и со почитување на одговорноста и дисциплината. Тоа се всушност и карактерни особености потребни за секој еден успешен човек. Кажете ни, која е најчестата грешка која ја прават сите оние кои што сакаат да се занимаваат професионално со овој спорт? Вака сега, професионално со овој спорт е дискутабилно кој е нивото и која личност што очекува од професионално занимавање со спорт. Во принцип, спортистите во овој спорт најмногу што грешат е претренирување. Значи, желбата за набрзина да постигне резултат води кон многу често тренирање, многу често повтарање во неделата на иста мускулна партија и, значи, лошиот распоред во поставените тренизи води наместо кон анаболизам, односно раст на мускулот, доаѓа до катаболизам, односно негово разградување. Значи, според мене една од основна грешка преголемата желба и несинхронизиран концепт на тренизите. Сакајќи да се тоа поскоро постигне, го согоруваме организмот, дури немаме време да го одмориме тој организам, за мускулот во суштина расте во моментот кога се одмара, а не кога тренира. Со преголемо оптеретување се покачува хормонот кортизол, тој е хормон на стрес, на напор. Во негово покачување добиваме на полесно добивање на масни наслаги во организмот и атрофија на мускулатурата. Значи, многу е битно да се врши соодветен баланс и за тоа се потребни едукативни, консултативни разговори, консултации, читање, надоградување. Јас стојам на располагање на секој еден спортист и не само на спортист, на секоја личност која внимава или која сака да внимава на својата конституција, без разлика на полот или возраста, секој си има свој желби или потреби, некој сака да ослаби, друг да се поправи, некој сака спортски резултати. За сите тие работи сум посетил многу семинари, стојам на располагање со своето искуство и познавање што ги имам стекнато и сметам дека на тој начин многу побрзо ќе се дојде до целта, отколку поединецот самостојно со експериментирање да си го наруши своето здравје и после ќе биде касно за многу работи да бидат исправени. Рековте дека големи се и многу придобивките за здравјето на бодибилдерите благодарение на овој спорт и дека имаат многу енергија, но еве кажете ни нешто интересно за бодибилдерите, еве поврзано со вашата сила и издржливост, да речеме, во споредба со човек кој не се занимава со спорт или кој не е толку физички активен. Многу е воопштено прашањето и не би можел во моментов да изолирано укажам на конкретна активност. Меѓутоа, ќе ви кажам една анегдота основана на реална комуникација со еден мој пријател, кој после над преварот телефонски ми се јави и ми вели: "Добро бе, другар, што направи за неколку месеци?" Ја му велам дека тоа нормален човек, ја што го направив, не може да го направи. Значи, се бара многу самоодрекување, се бара многу дисциплина, се бара многу физичко активирање. Меѓутоа, тој беше во право и вели не дека нормален човек тоа не може да го направи, туку просечен човек тоа не може да го направи. Значи, луѓето кои спортуват имат резултат, не зборувам над преборувачки, се надпросечни луѓе во смисла на прифаќање на одговорностите, обврските и посветеноста на спортот. Значи, сето тоа како продукт и наметнува поголема физичка активност, поголема слобода во движењето, подобро чувство во живењето, да не зборувам повторно за карактерната самодоверба и обкружување од социолошки аспект, колку полесно тие се вклопуваат и се прифатени од средината.
Значи, спортот сестрано може да влие, а не можем да направам конкретна паралела. Сега јас спортувам, да, јас можам да истрчам 5000 метра, а некој што не спортува не може 50 метра. Мислам, тоа не може така да го вреднуваме. Ова е покомплексен пристап кој наметнува навистина многу придобивки за луѓето кои се занимаваат со спорт, и затоа ја употребувам ситуацијата да апелирам луѓето без разлика на возраста и без разлика кој спорт ќе се обидат да го упражнуват, да бидат присутни, да бидат активни. Тоа само позитивно ќе се одрази за нив, незиното здравје, па и за нивната фамилија. А за родителите ќе упатам апел да ги мотивират своите деца да бидат присутни во спортските активности, да бидат негувани и поддржувани од тој аспект, затоа што на тој начин ќе изградат едни здрави идни водители на општеството. Како што споменав, значи спортот носи многу придобивки, е добро да биде негуван и форсиран во нашата средина. Така, рековте дека и повозрастните луѓе може да се занимаваат со овој спорт, но еве што се случува со мускулите на бодибилдерите во старост? Значи, имаме две ситуации. Една е ситуација мускулатурата на бодибилдер во старост кога се уште тренират, и друга е мускулатурата на бодибилдери во старост кога престанале да тренират. Значи, во принцип, староста не влие дали ние се уште се занимаваме со спортот или не. Ги има активни бодибилдери и над 70 години, и тоа на интернет може да се провери, и навистина импозантно делуват и изгледат. А од друга страна, факт е дека кај секоја личност се различни пристапите, очекувањата или желбите. Значи, ако некој на 50 или 60 години престане со спорт, а претходно бил изградена или успешна бодибилдерска личност, можеби и претходен шампион некаде на некој надпревари. Во таа ситуација не може да го негираме фактот дека природата си го прави своето, во смисла не дека таа маса на мускули ќе се свисне, но фактот дека, повторно ќе го споменам, тестостеронот како хормон, во подоценените години се природно намалува, неговото ниво е помало, доаѓа до атрофија на мускулатурата, и доколку се внимава на режимот на исхранување, нема да се појави димензионирање, односно здебелување на тие луѓе, нити нивно свифтнување, едноставно доаѓа до атрофија на мускулатурата, и ако раката му е, да речеме, во обем била 47-8 см, сега може да биде 38, меѓутоа пак е во рамките на естетски прифатливи рамки. Значи, не станува збор дека ќе има некои деформитети, туку напротив, со престанок на вежбањето и со возраста си доаѓа до природна атрофија на мускулатурата, меѓутоа пак сепак се тие луѓе по-енергични, подвигателни од некои други што воопшто и никогаш не тренирале. За крај, еве, кој е вашиот совет за сите оние кои се занимаваат со овој спорт или кои сакаат да се занимаваат? Сите оние кои се занимаваат со овој спорт да продолжат да се занимаваат, да се надоградуваат целовремено, затоа што овој спорт и науката ги прати ситуациите и потребите на спортистите, да се прати едукацијата, да се надоградуваат образовно, едукативно, да ги применуваат научените работи во спортувањето, затоа што тоа само им носи бенефит, благодет и успех во сферата и на спортот и на живењето воопштено. Сите оние што сакаат да се занимават, да не чекат повеќе од 2 дена, веќе утре или денес да се обратат во првата фитнес институција, односно клуб, да се пријават, или во домашни услови да си набават основни реквизити и да почнат со тренирање. Ќе ги осетат многу за брз период придобивките, и знаете, тоа е процес во кој кога ќе се навлечете и кога ќе ги почувствувате благодетите и добрите работи како производ од спортувањето, едноставно спортот станува составен дел од животот. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за одвоеното време, и се надевам дека вашите совети ќе бидат од голема корист за сите оние кои се занимаваат или сакаат да се занимаваат со спорт. Благодарам на вас, ми беше задоволство, поздрав до гледачите. Благодарим. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание. Се гледаме повторно во наредното, а до тогаш останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!